За само 5 дена во државава 147 граѓани починаа од компликации од COVID-19. Според дневните извештаи на Министерството за здравство, само еден е починат дома, а останатите пациенти битката со заразата ја изгубиле во ковид центрите. Алармантна и бројката на заразени кои за 5 дена изнесува нови 6061 заразени со коронавирусот. Меѓу починатите има и пациенти на возраст од 34, 38, 39 и 45 години. Најцрн ден е 27 март, кога бројката на починати се искачи на 35 лица, а 16 од нив починале во ковид центрите во Скопје. Во последните 5 дена, само вчера, бројката на заразени беше трицифрена, односно изнесуваше 708 нови случаи. Во претходните 4 дена, по денови се заразија 1320, па 1422, 1264 и 1347 нови пациенти. Најголемиот процент од нови случаи се во Скопје. Во моментов активни се 18.907 случаи со COVID-19, а Комисијата за заразни болести и покрај високите бројки не предложи нови мерки. На сила е само почитувањето на мерките за заштита од COVID-19, носење маска, држење дистанца и редовна дезинфекција на раце, полицискиот час од 22 до 5 часот наутро, затворање на кафулињата во 21 часот и забраната за собирање во домови и затворен простор, како забрана за групирање на повеќе од 4 лица. Но на терен состојбата е поинаква, односно убавото време за викенд ги наполни парковите и ретко кој носи маска и држи дистанца на отворено. Министерот за здравство Венко Филипче пред 2 дена изјави дека пикот е пред нас и дека ова недела ќе биде критична, но нови рестрикции засега нема. На меѓународниот аеродром во Скопје вчера пристигнаа 24.000 вакцини од AstraZeneca од Ковакс механизмот, преку кој до крајот на април се најавени уште 76.000 вакцини од истиот производител, како и втората пратка од руската вакцина Спутник. Вакцинацијата со вчера пристигнатите вакцини треба да започне во среда во вакциналните пунктови во здравствените домови, додека дозите од Спутник се наменети за ревакцинација на 3000 здравствени работници. За вакцинацијата со AstraZeneca, први на листата ќе бидат лицата над 75 годишна возраст со хронични болести, а дневно би се вакцинирале до 5, односно до 7000 лица. Меѓу нив приоритет ќе имаат и попишувачите. Но докторите велат дека иако ќе се вакцинираат попишувачите, тие нема да создадат имунитет, односно ќе требаат најмалку 3 недели за тоа, а пописот започнува за 2 дена. Во меѓувреме, голем дел од нашите граѓани изминатиот викенд заминаа и се вакцинираа во Србија со вакцините на AstraZeneca. Државава, а и светот живеат во пандемија со COVID-19 нешто повеќе од 1 година. За овој период кај нас од коронавирусот починаа 3675 лица.